Првата програмата СЕЙФ, има за цел да поддржи проекти кои ќе значат рационална употреба на енергија, енергетската ефикасност, особено во секторот на градежништвото или во секторот згради. Од главен приоритет за 2013 година се стамбените згради, административните, јавните и бизнис зградите, што значи и индустријата како таква ќе биде поддржана ќе може да аплицира и да биде поддржана со грантови од Европската унија, со проекти кои ќе значат енергетска ефикасност во самите индустријски објекти. За 2013 година во рамки на оваа подпрограма СЕЙФ предвидени се околу 15,6 милиони евра. Програмата Алтер, која се однесува на алтернативните извори на енергија или поточно обновливите извори на енергија, претежно ќе опфаќа проекти кои се насочени кон промоција на нови обновливи извори на енергија, значи насочување од централизирано кон децентрализирано производство на електрична енергија, алтернативни извори на енергија во топлинската енергија, енергија за ладење, интегрирање на енергијата добиена од обновливите извори на енергија на локално и на регионално ниво во енергетските системи. И уште еден приоритет кој е даден, тоа е поддршка на националните економии за подготовка на легислативи во врска со енергетската ефикасност и обновливите извори за енергија. Во рамки на оваа подпрограма 12,6 милиони евра се предвидени како буџет за реализација на одреден број на проекти. Последната програма СТИАР е наменета за транспортот, односно за промовирање на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија во транспортниот систем, и ќе биде поддржана со буџет од 9,6 милиони евра. Веќе беше одржан инфоден минатата недела на 24 јануари во Стопанската комора, каде што подетално компаниите беа запознати за приоритетите, условите и начинот на кој може да аплицираат во рамки на оваа програма. Бидејќи беше интересот огромен, значи за прв пат видовме дека за прв пат се почувствува дека компаниите веќе навистина сакаат нешто да направат. Имавме бројка над 70 фирми кои дојдоа на инфоденот, што значи и самите побараа дека треба нешто и понатаму да се направи, односно да се направат некакви обуки, за да им се помогне полесно да ги подготват овие апликации. И веќе во почетокот на март или крај на февруар планираме одржување на еден таков подетален семинар или обука за компаниите за подготовка на самите апликации и развивање на нивните проектни идеи во суштина. Процедурите за аплицирање во рамки на било која од европските програми не секогаш се едноставни. Постои одледена бирократија која мора да се запази. Така и во програмата Интелигентна енергија дефинирани се неколку постулати кои мора да ги запазат и нашите компании и институции. Согласно административните процедури на програмата Интелигентна енергија 2013, право на учество имаат сите земји на Европската унија од минатата година, како што кажа, вклучувајќи и Република Македонија. Според правилата, проектна апликација поднесува конзорциум кој е составен од минимум 3 партнери од 3 различни земји. Од досегашните разговори кои имавме, значи ова представува на некој начин и мал проблем за нашите компании, бидејќи тука веќе доаѓа до израз и самите контакти на нашите компании со компании од другите земји во Европската унија, развивање на некакви деловни односи кои во овој дел се многу значајни за да може да се подготви добра проектна документација. Втора пречка на некој начин или нешто на што ќе мора да се навикнат и нашите компании е дека апликациите во рамки на интелигентна енергија се поднесуваат исклучиво електронски. Што значи целата документација треба да биде спремна електронски и по одредени принципи кои сега не би ги изборувала во детали, ќе мора да се регистрираат и да ја поднесат во дадениот временски рок таа апликација. Добро е тоа што од пред 2 години Европската комисија дозволи ЕАКИ, Агенцијата за конкурентност и иновативност, да може да ги прима на увид проектните идеи од најразличните играчи кои сакаат да аплицираат во рамки на оваа програма, што значи секоја проектна идеја дадена од страна на наша компанија и испратена до ЕАКИ ќе подлежи на
проектна идеја, значи зборувам на 2 до 3 странички, ќе подлежи на евалуација од страна на ЕАКИ и ќе бидат дадени сугестии каде таа проектна идеја треба да се подобри, дали во партнерствата, дали во самата идеја, во самата иновативност на идејата. И тоа е големо олеснување за нашите компании, за да доколку нивната проектна идеја не е добра, не мораат, нели, да навлегуваат во целиот процес на подготовка на тие апликации.